Во продолжение ќе разговараме со портпаролот на градот, Валјан Салихов. Добро утро и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро. Нашите гледачи ќе имаат можност да забележат дека позади нас воопшто нема никакви гужви, никаков метеж, ја нема она препознатлива редица која што се случи овде кога се аплицираше за субвенции за велосипеди, иако е во тек субвенционирањето за купување инвертер клими, затоа што градот Скопје направи една измена, па сега се аплицира онлайн. Што ве мотивираше да промените на постапката и начинот на аплицирање пред се? Па искрено веќе подолго време размислуваме да го смениме начинот. Како што знаете, сегде во светот веќе е outdated тој метод на доаѓање на лице место и аплицирање за било што. Гледавме реално, периодов што помина, гледавме реално кои се правните и техничките пречки за да се изведе такво нешто. Секако дека тие ги надминавме и денеска имаме аплицирање онлайн, што е новитет за градот и верувам дека во иднина сите субвенции, барем што се однесува до ваквиот тип на давање на субвенции, ќе ги тераме на овој начин преку онлайн платформи. А ваквото аплицирање и тоа како е од полза, посебно во периодот во кој што се наоѓаме со пандемијата и се останато, каков е засега интересот? Па интересот е голем, со оглед на тоа дека ќе има голем број на субвенции за разлика од велосипедите и тротинетите. Значи предвидени се околу 5000 субвенции да се дадат за инвертер клими. Веќе 2 недели или 15 дена, ако не се лажаме денес, не имаме околу 1300 граѓани кои што аплицирале за субвенции за инвертер. Посебно не радува фактот дека и да бидат 1300, тоа значи дека оваа зима ќе имаме 1300 домакинства кои што ќе загадуваат помалце и директно ќе влијае тоа во квалитетот на воздухот во нашиот град, кој секако дека е императив на градот и максимално се бориме да го следиме. А тоа дека ќе загадуваат помалце сите кои што аплицирале и добиле субвенции за инвертер клима е и доказ, односно постапката која што вие воведовте, а тоа е мора секој да ја отстрани печката на која што досега се греал, без разлика дали е дрва или друг реагенс кој што загадува, за да добие субвенции за инвертер клима. Меѓутоа, како ќе бидете сигурни дека граѓанинот навистина веќе нема да се грее на овие печки? Значи, субвенцијата не е прв пат што имплементираме оваа субвенција. Значи, представници на град Скопје имаат право да идат и до самите домови, затоа што еден од условите е печката да биде инсталирана во адресата на граѓанинот кој што аплицира. Значи, град Скопје го има правото да иде по домовите и да ги прегледа. Тоа е едното, а второто е дека граѓаните ќе потпишат и нивна изјава заверена од нотар дека го менуваат начинот на грејење, и трето е дека ќе ги донесат самите печки на локација која што ќе се договориме накнадно. Мислам дека тргнувајќи од добрата волја на градот, мислам дека и граѓаните ќе нема да ги злоупотребуваат ваквите можности кои што градот ги дава на самите граѓани. До сега не сме, барем лани не сме виделе некој проблем од таков тип. Обично има други проблеми од типот на луѓе кои што купуваат инвертери или што и да даваме субвенции на рати, па не исплатена целата сума, па обично ние бараме фискална. Од таков карактер имаме некои мали проблеми, меѓутоа од аспект на дека некој ги го злоупотреби, барем до сега не сме видели. Колку е максималната висина на сумата која што ќе ја субвенционира градот? Да, околу 1000 евра, 62.000 денари нето износ. Морам да напоменам дека во тие 62.000 граѓаните можат да купуваат и 2 инвертер клими, што значи дека ќе мора да доставуваат две печки на грејење. Сето тоа е направено за, како што кажав и порано, да почнеме да размислуваме на друг начин на грејење. Како што знаете, градот после анализите кои што ги направи, испадна дека затоплувањето на домовите во текот на зимата е главниот фактор за
еден од најголемиот фактор за загадување на воздухот, така да индиректно сакаме со некои вакви мерки. Пред некое време бев кај вас исто така на утринска емисија кај што ги промовиравме и чистењето на оџаците, така да мерка по мерка, малце по малце веруваме дека ќе стигнеме до чистиот воздух на Скопје. Тоа патем се гледа и од година до година. Лани имавме многу помалце PM10 и PM2,5 чистички во воздухот на град Скопје. Верувам дека оваа година загадувањето ќе биде уште помало. Така да чекор по чекор веруваме дека ќе стигнеме до нашата цела, тоа е да во зима Скопје да не биде заградено. Се надевам исто така и јас, меѓутоа да споменеме и до кога е крајниот рок за аплицирање. Да, првен сакам да напоменам дека фискалните важат од 1 јануари, иако се ја отворен повикот, значи тие што купиле клима после 1 јануари може да аплицираат, а повикот ќе трае до 30 ноември или до моментот кога ќе се исцрпат сите средства. Како што кажав, планирани се околу 5000 инвертери, до сега имаме 1300 апликации, така да има уште доста за аплицирање. Меѓутоа, доколку стигнеме до моментот кај што се исцрпени сите средства, секако дека ќе искочиме со соопштение, ќе ги известиме медиумите и самите граѓани, сите ќе бидат известени дека завршува. Така, ќе имаат ли можност тие кои што лани добиле субвенции за купување инвертер клима, доколку оваа година имаат потреба за уште една повторно да аплицираат? Не, еден од условите од град Скопје да нема добиена субвенција, особено за инвертер. Значи идејата е да ги услужиме граѓаните кои што немаат инвертер клима дома и кои што сака да го сменат начинот на грејење. Има ли тука некакво влијание и заработувањето на семејството, односно приходите кои што едно семејство ги остварува? Секако дека да, начинот на грејење со инвертер е многу поевтинот од другите. Ние во самата пресконференција направивме некои споредби колку чини да се грееш на дрво или на било какво друг начин на грејење, колку чини да се грееш, особено на високо квалитетен инвертер кој што сите знаеме дека со технологијата све што е ново помалку троши електрична енергија, исто така е посигурно по домовите, ако не користиме дрвја или такви некои други начини на грејење. Инвертерот е и полесен за користење, така да освен овие бенефити секако дека граѓаните ќе имаат бенефити од аспект и од финансиски аспект. Така да ги охрабрувам сите кои што уште не аплицирале да искористат шансата, има уште доста субвенции за давање. Да, начинот на апликација е бара малце време за тоа што треба документации, треба фискални, меѓутоа ги охрабрувам сите да аплицираат за тоа што ем ќе му помагаме на градот, ем ќе си ги видат бенефитите сами. Така, Валјан, само уште едно појаснување. Прашањето пред малку ми беше во однос на условите за добивање инвертер клими. Дали приходите на едно семејство ќе имаат влијание во тоа кој ќе добие, а кој нема да добие? Не. Начинот на давање субвенција е како што ги даваме сега, прв дојден, прв услужен. Ако еден граѓанин ги исполнува сите услови, еден од првите што аплицирале во форумот на моментот кога имало субвенции за давање, секако дека ќе има. Тоа не е услов, има други услови кои што се наведени во самата апликација. Да за сите заинтересирани граѓани за било какво прашање имаме и посебни телефонски броеви во самата апликација и во Facebook страната на град Скопје може да влезат, каде што може да ги добијат и сите информации од ваков карактер. Јас ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Се надевам дека успеавме барем малку да им одговориме на прашањата кои што ќе ги интересираат нашите гледачи, граѓаните на град Скопје, кои што сакаат да добијат субвенции за купување инвертер клима. Секако дека да, благодарам за поканата и уште еднаш ги охрабрувам сите граѓани да аплицираат за субвенции.